Па јас секогаш се залагам да Македонија како држава, како народ, сите ние како држава го имаме во 100% владение Чебре. И мислам дека имаме сили за тоа. Дали всушност Реќ Битола стана непресушен извор за криминал и корупција? Факт е дека големи пари се трошат на тој јаглен. Како тоа компанија која до пред неколку години беше добро етаблирана, финансиски стабилна, сега се доведува до состојба на загубар? Претходното раководство направи големи криминали, претпоставувам дека се работи за сериозни пари. Порнешниот генерален директор е во бегство. Кога некој во Реќ Битола би бил сериозно казнен заради кражбите во Реќ Битола, секој нареден нема да го повтори тоа. Вие рековте богохулски обичај, да не говориме за еколошки порази. Овие обичаи стануваат се, само не е израз на духовното. Туку повеќе го мотивираат сетилното и телесното. Како такви тие не може да бидат комплементарни со духот на верата. Почесто сме сведоци на конфликтност меѓу обичниот човек. Никој со никого понекогаш не сака очи да си види. На што се должи? Тоа се должи на губењето на сенсот, на чувството или на оној природен амбиент во кој што човекот треба да постои, а тоа е заедништвото. Дали се главниот камен на сопнување се Бугарија и руското замешателство? Мислам дека главниот камен на сопнување е желбата за позиционирање во православието или желбата за појавување на центри во православието. Гледајте го новото издание на Трилинг вечерва 20 часот и 45 минути.